дојде и тој момент кога може да се каже дека ќе се вратиме колку што може во тоа секојдневие и по 21 пат ќе се одржи виенскиот бал во Александар Палас традиционално. Во однос на програмата, секако дека ќе се отвори со традиционалната виенска крв, што и препознатливо. Амбасадата на Австрија е секако генералниот покровител на овој настан и еве веќе 21 пат може да се гордееме дека на Балканот сме единствен регион кој што ја задржува оваа традиција. На овој настан е задолжителен дрес кодот и вклучува долги тоалети за дамите, а за појакиот пол, за мажите, дали тоа ќе биде смокинг или темно машко одео, дали тоа ќе биде во темно сива, црна или тегет боја, го оставаме изборот на гостите, но секако дека треба да биде таков свечен. Голема чест и задоволство. Со Елена Лука повторно соработуваме за еден вака убав и голем настан. И пред пандемијата се подготвувавме за балот, каде што и тогаш изработувавме креација, но за жал не доживеа да биде истакната на сцена, но еве сега решивме да изработиме сосема нова креација, нова тоалета, која што е исто така преубава и прекрасна, која што еве сега ќе може да се види. Во однос на деталите можам само да кажам дека навистина е преубава, бојата е сосема различна од онаа која што претходно ја носев, има доста дополнителни елементи. Сега не знам дали треба баш нели се да откријам. Веројатно дека е взаемната љубов, почитување и убавата соработка која што имаме. Уште пред многу години започнавме една соработка, од која што ете потоа произлегува на различни модни сесии, па соработки со јавни настапи на кои што јас сум ги водела или на кои што сум учествувала, или на Лука секој пат излегува во пресред да изгледаме онака гламурозно како што секоја јавна личност на одредена манифестација треба да изгледа и навистина сум благородна, бидејќи Елена не само што е добар менаџер и успешна, туку е навистина прекрасен човек, пријателка, другарка, навистина едно големо прекрасно срце. Ви благодарам на вас.